Европскиот парламент го изгласа извештајот за стратегијата за проширување на ЕУ. Нема место за тројански коњи, порача еврокомесарката Кос. Со 385 гласа за и 147 против, европратениците денеска дадоа зелено светло за документот на литванскиот либерален европратеник Петра Сауштревичиус и се согласија дека проширувањето е неопходно, потребно е надминување на билатералните блокади и дека процесот треба да остане базиран на заслуги. За време на дебатата во Страсбург поддршка за документот даде и еврокомесарката Марта Кос, но предупреди дека ЕУ нема да дозволи така наречени тројански коњи, членки кои би ја поткопале унијата внатрешно. No Trojan horses. Countries who would undermine us from within cannot become an EU member state. We must make absolutely sure of this. Countries who join the EU must be strong and resilient democracies able to resist the toxic influence of Russia and others. Известувачот и авторот на документот Сауштревичиус ги повика европските институции да обезбедат поефикасно носење одлуки. EU enlargement is directly intertwined with internal EU reforms, ensuring the EU institutional functionality and decision-making efficiency, especially the expanded use of qualified majority voting. А известувачот за Македонија Томас Вајц ја потсети унијата на обврските кои ги има кон некои од кандидатките. We need to deliver also on our promises towards the countries that we have been engaging with. We need to step up support. Додека бугарските европратеници упатуваа критики за дискриминација на бугарите во Македонија, хрватскиот европратеник Босанац повика на политика на здрав разум. Реформите и ангажиментите, заложени в преговорните рамки и официално приети от всички кандидат членки, трябва да бъдат изпълнявани последователно с решителна политическа воля. Politike relaksacije i politike zdravog razuma možda su način kako izbjeći bilateralne blokade. Posebno ovo poručujem mojim dragim prijateljima iz Bugarske i Sjeverne Makedonije. Во документот стои дека евроинтеграцијата на новите членки треба да оди рака под рака со внатрешните реформи на ЕУ. Во завршните зборови еврокомесарката Кос порача дека е потребно да се промени процесот на едногласно одлучување помеѓу отварањето и затворањето на преговорите со ЕУ.